Пристигна на нашата гостинка, доктор Корнелија Трајкова, гинеколог од Цестина. Добро ви утро. Јас секогаш на докторите особено им се заблагодарувам што одвојуваат време за да бидат во нашето студио, затоа што знам дека сигурно некој пациент веќе чека на вас. Темава вагинален микробиом во бременост. Морам да кажам дека мене ми е доста непозната. Вие ме утешивте со тоа што е нешто ново. Но разбрав дека тоа било токму и вашиот докторат, што значи сте и тоа како стручна, компетентна да зборувате токму вие на оваа тема. Доктор, кој ме поред, зашто станува збор? Прво, добро утро и на вас и на гледачите. Ви благодарам за поканата, со задоволство ја прифатив. Еве да позборуваме малку за нешто што е релативно ново и актуелно. Интересна тема, вагинален микробиом, со тоа што морам прво да објаснам. Самиот термин микробиом, односно хуман микробиом, представува збир на микроорганизми кои што буквално го делат просторот, нашиот телесен простор. Значи, тоа се сите оние микроорганизми кои што живеат на нашата телесна површина, внатре во нашите органи и кои текако со години наназад се докажува и течат во нови истражувања дека имаат многу важна заштитна улога од аспект на превенција на болести. Сега, хуманиот микробиом е една многу широка тема, со тоа што вагиналниот микробиом представува практично еден многу мал дел од хуманиот микробиом, меѓутоа тоа е токму оној дел за кој што се зборува многу одамна, познато е години наназад, стотици години, дека многу е важно одржување на нормална микросредина во вагината, односно јасно е дека во вагината постојат микроорганизми кои што имаат заштитна улога и кои што се многу важни за превенција на генитални инфекции. Инаку, во склоп на хуманиот микробиом постојат многу иследувања од аспект на тоа колку е микробиомот битен, да речеме, во устната шуплина, во очите, на кожата, значи во сите поединости на човечкото тело и сите микробиомски заедници имаат различни карактеристики, па така и вагиналниот, со тоа што вагиналниот е најтесно поврзан со гастроинтестиналниот микробиом, односно многу е важно нормалната флора во цревата, во гастроинтестиналниот тракт да биде присутна и тоа е еден вид на предуслов за одржување на вагиналниот микробиом. Сега, што е интересно? Она што напоменав, да, години наназад е познато дека постојат тие заштитни микроорганизми во вагината и се многу важни за одржување на нормално репродуктивно генитално здравје, гинеколошко, меѓутоа, последниве години се докажа дека не сите оние микроорганизми за кои што се сметаше дека имаат заштитна улога. Факт е дека тоа се лактобацилите, меѓутоа во склоп на лактобацилите се открија многу различни видови за кои што се докажа дека имаат или немаат заштитна улога. И токму тоа е интересно да се направи една анализа, да се види дали во вагината жените ги имаат тие заштитни микроорганизми или не, и доколку ги немаат, терапевските протоколи би оделе во една друга насока, малку поинаква од таа што години наназад се практикувала, значи не значи дека жената ако има проблем треба веднаш да се започнува со антибиотска терапија, дали локална или системска, меѓутоа ова се оди со малку поинаков тип на воспоставување на тој нормален микробиом, со тоа што се аплицираат, се ставаат препарати со пробиотици, со млечна киселина, за кои што е докажано дека има заштитна улога. Мора редовно анализа. Сега се оглед на тоа што е пандемија, сите некако на стендбај, во втор план ги ставивме, ако не е нужно да одиш нели на доктор, колку редовно треба да се врши таа анализа, таа контрола, еве конкретно за трудници? Вагиналниот микробиом во бременост е исто така многу важен, меѓутоа анализата на вагиналниот микробиом не мора да ја направи секоја жена во репродуктивна возраст или во бременост. Таа не е дел од оние редовни гинеколошки прегледи. Прво мора секоја жена, секоја девојка во тинејџерски период и понатаму да практикува, да и стане дел од нормалниот животен стил, да направи гинеколошки преглед барем еднаш во годината. Што подразбира базични гинеколошки анализи, гинеколошки преглед и ултразвучен преглед. Меѓутоа, оваа анализа на вагинален микробиом, што е многу едноставна со земање на брис од вагина, се препорачува кај оние кои што имаат проблем од аспект на постојани инфекции, кои не се докажуваат со класичните микробиолошки или стандардните гинеколошки прегледи,
жени кои што имаат проблеми со предвремени породувања, со доцни или рани абортуси за кои што може да се претпостави дека се резултат на инфекција, жени кои што се жалат постојано на некакви нелагодности, тегоби, печење, чешање, непостојан некаков исцедок од интимна регија, меѓутоа, повторно ќе кажам, стандардните анализи се уредни, тогаш се препорачува да се направи оваа едноставна анализа со земање на бриз од вагина и со анализа на тоа дали воопшто постојат оние заштитни бактерии, затоа што класичните микробиолошки исследувања може да бидат уредни и клинички, меѓутоа сепак да постои недостаток на оние важни бактерии кои што имаат заштитна улога. Што значи ние како пациенти да не се оптеретуваме со тоа, тоа е нешто што самиот гинеколог треба да ни каже дека треба да го направиме, не е нешто што можеме сами симптоми да почувствуваме, па да речеме и сакаме си направам таков тест. Па и може, а доколку сама жената чувствува симптоми, некои дека пак ќе повторам, по интензивен исцедок, секрет, нелагодност во интимна регија, може да се направи таа анализа и да се види дали нешто тука се случува, а терапевската процедура оди понатаму кон тоа, кон постојан внес на пробиотици, дали тоа ќе биде со редовна исхрана, дали ќе биде дополнително со суплементи, меѓутоа враќањето во нормала е релативно не е тешко, туку споро, така да треба малку и промена на животниот стил. Па може да трае 1-2 години, треба трпение додека се реставрира, додека се врати во нормала, затоа што не е доволно да се даде само терапија краткотрајно од 1-2 недели, 3 недели, затоа што состојбата ќе се врати повторно во нормала за многу краток временски период. Така да треба малку да ги смениме животните навики и едноставно таму каде што организмот сам не може да се избори, да го реставрира, да го врати во нормала тој вагинален микробиом, треба малку да помогнеме, дали тоа ќе биде, пак ќе кажам, со секојдневен внес на ферментирани продукти во исхрана или со дополнување со суплементи, со пробиотици, со млечна киселина, дали локално, дали системски, тоа трае долгорочно и треба да знаат пациентките за жените за тоа дека треба да трае долго и треба да бидат упорни и трпеливи. Што е оно, рековте, ако нешто се случува, што е оно што може да се случи ако не го пратиме тоа? Прво да речеме за оние кои што не се во блажена состојба, се сакам тој израз, а особено за оние на кои што им е поитно, така. Тоа е ризик за развој на генитални инфекции. Имено нарушувањето на вагиналниот микробиом или дисбиоза, тоа е нешто слично како кога имаме нелагодности со цревниот микробиом, кога има диареја, па нели се даваат пробиотици за да се стабилизираат цревата за да дојдат во нормала. Еве една компарација, така поедноставно кажано. Значи се даваат, тоа е такво нарушување кое што доколку не се детектира и третира, тоа е предуслов за развој на инфекции. Значи во моментот доколку дојде до појава, односно присуство на некаква патогена бактерија во вагината, а тоа може многу едноставно да се случи, тоа е предуслов да таа патогена бактерија почне да се развива во поголеми концентрации, да се качи нагоре кон горните делови на гениталниот тракт, кон грлото на матката, кон матката и да предизвика сериозни инфекции во погорните партии на гениталниот тракт. Да, тоа е битно во репродуктивна возраст, меѓутоа е особено и tekako битно и во тек на бременост, затоа што токму вагината представува една граница, една препрека каде што се стопираат можноста за асцендирање, за качување на инфекциите, токму кога вагиналниот микробиом е нормален, меѓутоа во вакви состојби може да дојде до качување на инфекцијата нагоре, на грлото на матката, да предизвика предвремено отварање, предвремени контракции, да биде ризик за предвремено породување, за доцен абортус, ран абортус, како резултат на инфекција или инфекција дури и на новороденчето, која што можеби ќе се открие и после породувањето. Рековте дека ова е сега актуелно. Претпоставувам дека ова е една од работите што им ги соопштувате уште при првите средби на трудниците кои што ќе дојдат кај вас. Така, да, и на трудниците и на жените во и на жените и на бремените жени како опција доколку некоја имала таков проблем и сака да го направи тоа испитување, може, односно имала проблем, пак ќе кажам, оние симптоми што ги набројав да не се повторувам, и особено и такако веќе се поврзува и со причини за инфертилитет, значи кај жени кои што подолго време, кои
подолго време не можат да остварат бременост, па се препорачува и оваа анализа да се направи за да се види може би некогаш недостаток на некои од оние добри бактерии може да биде причина за тоа и веќе се оди кон тоа кон испитување и на микробиомот во внатре во матката, па тој се смета дека доколку е нарушен затоа што тој е различен од вагиналниот, доколку е тој нарушен и тоа се некои фактори за кои што во последно време се смета дека може да бидат ризик за неплодност, односно за да не може жената да оствари концепција. Мислам дека вака горе-долу убаво ми објасниме, што значи вие се согласивте дека би одговориле и на прашања од гледачите, така што ги отвараме линиите, може слободно да и поставите сега прашање на доктор Корнелија Трајкова, дали со ова проблематика, дали имаат некој друг проблем или некое друго прашање. Горе-долу ја опфативме, мислам, оваа тема, има ли уште нешто што треба да се подобјасни? Па генерално е тоа, ќе повторам дека третирањето е долготрајно, не е давање на антибиотици, не е нешто инвазивно, не е страшно. Земањето на брисот е многу едноставно. Ние веќе го работиме во нашата клиничка болница повеќе од скоро 2 години. Со едноставен гинеколошки преглед се зема брис од вагина и тој се испраќа за анализа и се врши анализа на видови на лактобацили, односно на видови на оние, условно кажано, добри бактерии или оние кои што немаат заштита, така да врз основа на видот кој што ќе го докажеме дека е присутен во вагината, знаеме дали жената е во некоја фаза кога нема заштитна флора, дали е во фаза на транзиција од заштитна, кога нема заштитна флора, па нешто се случува, се подобрува, или се докажува дека има лактобацили кои што имаат апсолутно докажана заштитна улога. Јас сакав само да ве прашам уште сега, секако е неизбежна тема, нели, пандемијата, ковидот, колку им се промени што значеше да бидеш трудница порано, кога беше само радост, среќа или очекување, и колку им се промени сега тој момент, им се засени, да речеме, на трудниците со пандемијава? Нормално дека пандемијата направи една исклучително непријатна состојба, поготово на жените кои што планираат бременост, кои што се бремени, нормално се во стрес, што ќе се случи, веќе е се поголем бројот на жени кои што прележале ковид во текот на бременост или непосредно пред бременост. Сега е добро тоа што има и голем интерес за бремените жени во врска и со вакцинацијата, доаѓаат, прашуваат, има и жени кои што се вакцинирани во тек на бременост со сосема успешен исход, меѓутоа сето тоа е стресно, сето тоа е непријатно, неизвестно, така да апсолутно им се промени животниот стил. Ние гледаме да ги редуцираме колку е можно повеќе оние редовни прегледи кои што порано и согласно протоколите за антенатална грижа препорачувавме по 10 прегледи во тек на бременост. Меѓутоа, сега веќе ги сведуваме на минимум само она што е навистина неопходно и мора да се направи за да има добар исход. Така да апсолутно е стресна ситуацијата. Да. Веќе имаме и прв гледач или гледачка, предпоставувам дека ќе биде на линија. Добро утро, повелете. Да, добро утро. Добро утро. Едно прашање, во која делова се прават овие испитувања? Значи, овие испитувања може да се направат во било кој период од бременост или вон бременост, пред бременост, по забременување. Буквално нема стрикно определено во кој период може да се прават. Најдобро е на почеток на бременост, затоа што најдобро е сите испитувања што може да се направат на почеток на бременост, да се делува на време, за да има добар исход се до крај на бременоста, доколку тоа не е направено пред бременост. Благодарам. Ви благодарам и јас вам на јавувањето. Застанавте, споменавте и вакцинацијата, тоа е нешто што сигурно сите ги интересира, рековте дека веќе многу се дојдени вакцинирани. Сигурно тоа е едно од прашањата што вам ви го поставуваат. Дали да се вакцинирам? Што им одговарате? Препораките се да се вакцинираат бремените жени, меѓутоа ние секако ги советуваме жените врз основа на она што е досега познато, и секако оставаме тие да изберат што е најдобро за нив. Меѓутоа, согласно состојбава актуелна, се повеќе оди кон тоа жените да се вакцинираат и во тек на бременост.
Истото прашање често пати си го поставуваат и доилките. Да, за доилките препорачуваме да се вакцинираат. Кои други прашања најчесто ви ги поставуваат сега, во овој период, трудниците? Добро, сепак голем број од прашањата се поврзани со ковид, пак ќе кажам неизвестност и за оние што прележале, каков ќе биде исходот, каков ќе биде исходот и за нивното здравје и за здравјето на новороденчето. Меѓутоа, до сега нашите искуства говорат за тоа дека генерално имаат добар исход. Сега ќе кажам, жените кои што во по-лесна или умерена форма ја прележале болеста, дали во тек на бременост или пред забременување. Јас, доколку нема некој друго прашање од гледачите, јас лично би ви се заблагодарила на вашето гостување. Ете, научивме и нешто ново денес, а секако дека вие треба и да им се вратите на вашите пациенти. Ви благодарам многу за вашето гостување, освен ако немате уште некој совет што сакате да дадете. Да, ви благодарам и на вас за поканата. Јас би сакала само уште нешто да додадам во однос на нашата клиничка болница. Сега се актуелни новите пакети за породување, кои што вклучуваат не само оние бенефиции кои што и до сега беа за бремените жени, туку и нешто дополнително за враќање во нормала, во премиум центарот и во оние новите центри кои што се отворени во склоп на клиничката болница Аџи Бадем Систина, така да ги поканувам сите бремени жени кои што се заинтересирани да се видиме кај нас во болницата и ви благодарам уште еднаш на поканата.